479 фирми во градежништвото ќе останат без лиценца. Државата со засилено темпо ги проверува издадените дозволи во сите сектори. Во делот на градежното работење и урбанистичко планирање направени се над 3100 контроли, а најмногу неправилности се констатирани кај проектантите и изведувачите на градбите од Б категорија, каде спаѓаат станбени згради, помали јавни објекти, односно се што не е врвен државен објект. Контролите и прекршувањата кои се констатирани при вонредната инспекција во најголем дел се кај вработените. Се забележува шема кај дел од компаниите. Додека да ја добијат лиценцата ги исполнувале сите услови за бројот на архитекти, инженери, проектанти, но потоа дел од нив биле одјавувани, односно се заминувале од фирмите. Има и случаи каде ист човек е пријавуван како ангажиран во различни компании. Не е целта да казнуваме, целта е компаниите кои што самите доброволно се согласиле на условите кои што ги предвидува законот континуирано да ги исполнуваат истите, затоа што феноменот е дека во моментот на поднесување на барање ги исполнуваат условите, а потоа престануваат да ги исполнуваат. Министерството за транспорт ги објави имињата на сите 479 компании, а овој список ќе биде доставен и до Министерството за внатрешни работи, до јавното обвинителство, до ЗЕЛС и останати засегнати институции за понатака да проверат колку и какви градби имаат изградени овие градежници. Николовски вели дека не треба да има паника околу квалитетот на веќе изградените објекти, затоа што во времето на градење имало соодветна контрола на тоа што се работи. За да не имаме забуна, овие контроли се прават во однос на лиценците кои што се издадени пред се во делот на потребен број на вработени, во дел на квалитет на изведување и во дел на навремено извршување постојат соодветни надзори кои што и контролираат градбите. Не сакам да се створи погрешно мислење нити паника. За секоја компанија посебно ќе се постапува и како ќе има информации ќе биде известна на јавноста. Не треба да се создава паника кај граѓаните, затоа што ќе одиме случај по случај, но ред мора да има и затоа го воведуваме овој ред. Претходно беше најавено дека за да се елиминираат изигрувањата на системот кои се случувале во минатото, ќе има законски измени со кои ќе се прават контроли на секој 6 месеци, но и одземање на лиценцата веднаш штом ќе биде донесена одлуката, а да не се чека да заврши процесот на жалба до надлежен суд. Односно, фирмата ќе има право да се жали, но сепак нема да може да работи во тој период.